Добар ден, почитувани, вие сте со отвореното студио на телеканал А1. Наредните наредниот месец и наредните неколку денови следуваат новогодишно божикните празници. Празници кои што во домовите, кај во семејствата, донесува многу радост, многу спокојство, мир во својата душа, односно во склоп на семејството има и хармонија, меѓутоа и една огромна радост и среќа. Меѓутоа, од понеделник 28 ноември пак започнува 6-неделниот Божикен пост. Пост кој што трае се до 6 јануари, односно до Бадник или пак ден пред Божик. Токму на оваа тема, односно која е суштината и на значењето на Божикниот пост и како да се подготвиме, односно како нашето тело да го издржи постот, ќе зборуваме со отец Јаков. Отец Јаков, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден, добре ве најдов. Ги интересира гледачите, еве и мене лично, кое е пред се значењето на постот, еве зошто да постиме? Така. Постот, пред се телесниот постот, и морам најпрво да кажам дека постот за православниот христијани не престанува никогаш и нема периоди, заради тоа што постот подразбира буквално апсолутно воздржување од грев. И живот според евангелските заповеди, но има периоди во црквата, како што е периодот во кој што ни предстои сега, од 28, како што рековте, се до Божиќ, кога црквата одредила периоди каде што се воздржуваме и од одреден вид на храна, пред се на храна која што е од животинско потекло. И токму во тие периоди, во тој наш пост, во тој наш подвиг, во тој наш стремеж кон Бог и тоа наше остварување на смислата на нашето постоење, зема учество и телото. Не само со воздржување од храна, туку во постот се прават поклони, службите се поинакви, треба почесто да ја посетуваме црквата, треба да се видиме со духовниот отец, да се исповедаме, да се консултираме како ќе го постиме постот и да се разбереме, постои правило како ќе се пости овој пост, како ќе се постат постите. Овој пост има една од најблагите форми, за разлика од Великденскиот пост, но она што е неопходно е да се консултираме со духовен отец и да не постиме без благослов. И единствено ако имаме духовен отец, тогаш единствено е возможно и правилно да постиме. Значи да постиме со благослов и да постиме и духовно, не само телесно. Оти не стануваме достојни, односно не ги исполнуваме сите услови да се причестиме со светите Христови тајни на Божиќ, само со тоа што нема да јадеме одреден вид на храна. Ке постиме, да речеме, па дури без масло, ако од друга страна не сме се исповедале, не сме се покајале за нашите гревови, а згора на тоа и не се обидуваме нашиот живот да го промениме на подобро. Значи постиме, не јадеме мрсна храна, а озборуваме, правиме зло, мислиме зло, тогаш таквиот пост е апсолутно промашување и воопшто не се разликува од оние постови или диети кои што ги држат луѓето за да ослабнат, а воопшто и го негират Божјото постоење. Така да, нашиот пост мора да има суштинско значење покрај она воздржување од храна, за кое што, знаеме, ни е познато и по тоа го подразбираме постот. Има граѓани кои што редовно постат, верници кои што и Божикниот и Великденскиот пост и останатите пости редовно си ги постат, меѓутоа еве за сите оние кои што за прв пат сакаат да го започнат тој постот, освен што со духовниот отец треба да се консултираат, да земат сили за да почнат да постат, кои се храни им се дозволиви, што смеат, што не смеат да направат. Вака да им детално опишеме или пак сите оние кои што повторно нема да бидат, нема да добијат до објаснување каде може да се обратат тоа да го направат, бидејќи в понеделник почнува постот, а рековте дека најдобро е со отец да се разговара, да се започне постот, каде можат да ве најдат или кај кого да се консултираат? Така. Она што црквата го одредила како начин и како типик на постење на овој пост е тоа што во среда и во петок се пости малку построго, значи не се јаде растително масло или зејтин, попознато меѓу народот. Во другите денови јадеме масло, во сабот и во недела е разрешено и на риба и на големите празници, како што е Свети Никола, како што е празникот на нашиот град Свети 15 Тивриополски маченици. Така да тоа е најблагата форма на пост која што постои во црквата во однос на храна.
Инаку на духовен план постот не се менува во овие периоди на пост и надвор од постот. Но како што реков, неопходно е да побараме благослов, да се исповедаме, да оние што имаат духовен отец, тоа го прават и за време на постите и надвор од постите. Оние што немаат духовен отец може да побараат било каде во манастирите, во нашата епархија, значи имаме манастири каде што можат да разговараат со свештено монах, манастирот, нашиот манастир во Ново село, по света на Свети Антони Велики, или манастирот на светите 40 севастијски маченици во Банско, и секаде во парохиските храмови. И во селата, и тука во градот, во Свети Григори Палами, Свети Димитри, во Свети Кирил и Методи, во Свети 15. Мора да се разговара со свештеник, значи да се исповедаме, да се покаеме и неопходно ни е духовно раководство. Ако во било каква вештина, било каква работа во нашиот секојдневен живот, ни е потребен некој да не обучи. Нели? Во школа имаме учители, на работа имаме работодавци или шефови, или поминуваме одреден степен на обука. Колку повеќе во духовниот живот, кој што е многу суптилен и потребен и искусен човек, кој што ќе ни покаже, ќе не научи како да се бориме со страстите, со гревот. Оти тоа е една од најтешките работи, човек да се избори со своите страсти и слабости. Ќе не научи како да се молиме, како да постиме, како да живееме во црквата воопшто, тогаш секој ни стане јасно. Значи, духовниот отец можеме да го најдеме секаде во храмовите на православната црква. Како треба да се пости, рековме, може да се почне од понеделник да се пости вака како што рековме, да не се јаде храна од животинско потекло, среда и петок не јадеме масло, сабота и недела се разрешува и на риба, па во текот на постот ете да си одбереме духовен отец, да се консултираме, да се исповедаме, да побараме благослов и така ќе се наредат работите. Има и од оние луѓе кои што иако постат некако не сакајки, се случува нели да се сгреши. Подобро е да се фрли храната од кога ќе ти текне дека си направил нели грешка не сакајки, или пак тоа е недоволно мислење, па и храна не е убаво да се фрла. Како смена оваа тема кој што им се случило на повеќето, верувам. Так. Тоа ако го ставаме акцентот на телесниот пост. Видете, во Евангелијата нашиот Господ ни вели на едно место дека ништо што влегува однадвор не го сквернува човекот. Значи, храната сама по себе не е грев, заради тоа што ако нешто е грев и во постот и надвор од постот. Тоа е наш доброволен подвиг во кој што ние доброволно се лишуваме генерално од храната која што ни е најсладка, која што ни предизвикува наслада, за да на тој начин ети телото не се расејува на сето она што му предизвикува наслада и да го потпомогне духот во тој наш стремеж, во тој наш подвиг кон Бог. Ако се случи такво случајно омрсување, воопшто не е никаков проблем. Во тој миг кога ќе ни текне, едноставно прекинуваме да јадеме мрсната храна и продолжуваме да постиме како ништо да не се случило. Но ако се омрсиме, односно се оскверниме со некаков грев, се извинуваме, му направиме некакво зло на нашиот ближен, или озборуваме некого, или осудуваме, или направиме некој од потешките гревови, да не ги набројуваме ве сега прелюба, блуд, убиство, иако убиство и ближниот можеме да го повредиме дури и со поглед. Со збор, со поглед. Така да тука веќе не одат работите така едноставно како со храната, нели? Веќе не јадаме готово. Туку мора да се исповедаме, мора да се покаеме, оти душата сите тие осквернувања ги восприема на поинаков начин и остануваат траги, остануваат нечистоти на нашата душа што едноставно не се бришат. Не може да се сето она што сме го направиле, а не е во ред во нашиот живот, не можеме да го заборавиме туку така. Нашата совест не изобличува. Затоа е неопходно да се покаеме, неопходно да го промениме нашиот живот и токму овој период на пост, кога се воздржуваме од храна, е да се потпомогне тој наш суштински подвиг на борба со гревот. Оти да се разбереме, гревот е единственото нешто што се јавува како препрека помеѓу нас и Бог. Не е храната, не е јадењето, не е пиењето. И кога веќе го спомнавте фрлањето на храна, токму во овој период кога се подготвуваме за Божиќ, имаме нова година, да не ја заборавиме, и се случува
тука правиме грев. Повеќето христијани кои што и постат го прекинуваат постот во таа новогодишна ноќ. И тука не е грев само јадењето и пиењето, да не спомнам пијанчењето, пријадувањето, каде што го губиме достоинството како христијани, но едноставно штедиме, прескокнуваме бездомници, луѓе кои што страдат, кои што немаат да јадат, за да ги наполниме нашите трпези, на кои што, да се разберем, има многу повеќе храна од колку што можеме да изедеме. И тогаш и пак несовесно ја расфрламе, а околу нас живеат луѓе кои што гладуваат и немаат да јадат. Така да суштината на постот е во тоа, да го видиме Бог и нашиот ближен да го видиме како икона Божја, да го видиме, да го препознаеме Христос во секој еден наш ближен, поготово во луѓето кои што страдат околу нас, и она што сакаме да му го направиме на Бог и да му покажеме колку го љубиме, да им го покажеме на ближните. Значи да не озборуваме, да не осудуваме, да не правиме зло, а за сето тоа да го оствариме и да го постигнеме не е возможно надвор од црквата. Мораме да земеме активно учество во светотаинскиот живот на црквата, а темел на кој што тоа го градиме е духовниот отец и духовното раководство. Тука натаму се ќе ни се објасни, ќе ни се каже како треба, заради тоа што нашиот живот во црквата пред се е практичен живот, живот на дело, не е некаква теорија, ние можеме да објасниме, можеме да кажеме се, но ако нашиот пост се сведе само на воздржување од одреден вид на храна, тогаш суштински сме ги промашиле нештата. Сме го промашиле нашиот живот во црквата, нашиот однос со Бог. Имаме луѓе кои што не се христијани, а многу построго постат. Во далекоисточните религиозни, философски системи, будистичките монаси, генерално источните народи, имаме такви форми на пост кои што ние ги немаме во православната црква, многу построги, но тоа не приближува до Бог, не невозможува да го познаеме Христос и да станеме Христови, да станеме христијани. Затоа суштината и акцентот на нашиот живот во црквата и во постот е борбата со гревот, да станеме подобри луѓе. А може, кога имаме духовен отец, можеме да постиме и поблаго и построго. Имате категории на луѓе што оваа форма на пост, што ја реков, не може да издржат. Тука се болните луѓе. Луѓето кои што боледуваат од остеопороза и било каква болест на коските не можат без млечни производи. Но тоа не значи дека не можат да постат и да се причестат. Трудниците исто така, им се потребни протеини, производи од животинско потекло. Тоа не ги лишува од причест. Само треба да имаме духовен отец, со него да се договориме, да ни се разреши, да ни се благослови тоа што можеме да го јадеме. Или децата мали. Мора да постои некаков подвиг, мораме да се учиме. Барем можеме да постиме, барем месо да не јадеме во тој период, да јадеме млечни производи, јајци, било што друго и да се причестиме. Но тоа не може човек на своја рака да го прави. Мора да имаме духовен отец, мора да биде благословено, но никој не може да ни разреши да грешиме. Никој не може да ни благослови да грешиме, да правиме зло, да правиме грев, да не се молиме. Значи секој од нас може тоа да го прави, така да тоа е суштината. Инаку, храната како храна, рековме, ниту не приближува, ниту не оддалечува од Бог, но постот тако како што ни е неопходен. Инаку црквата не би ни го давала токму во овој период, каде што треба да се подготвиме, за да достојно го пречекаме празникот на раѓањето Христово. Пост. Овој ваш одговор е добродеден и некако и молесни на гледачите, сите оние кои што постат, па не знаејќи, не сакајќи сгрешиле со храната. Има можност директно од вас да слушнат дека и тоа да се случи не е толку страшно, поважно е да се има духовен отец кој што ќе не следи во текот на целиот нас пост и кој што ќе не усмерува како да го направиме тоа и дека преку храната не влегуваат нашите гревови и дека можеби храната е и потреба пред се, а на духовното и нашите мисли се пострашни кога станува збор за гревот и за постењето. Започуваме официјално од понеделник. Сепак датата е таа. Знаеме сите оние кои што постат последната недела, апнуваат се, во стилот се случува, 40 денови ќе бидам без таа и таа храна, па знаат да се прејадат од одредени намирници, бидејќи од понеделник почуваат. Дали тоа правилната подготовка на нашето тело за пост? Или пак сето она кој што следува многу порано се подготвува?
Видете, постот во контекст на се това што го кажавте, во контекст на пријадувањето воопшто, не сме никогаш да престане. Таа блага форма на пост треба да имаме и во овој период кога мрсиме. Значи, секогаш, барем тоа е правило за монасите во манастирите, секогаш кога јадеш, да останеш недојаден. Да останеш на некој начин благо гладен. Но пријадувањето во секој случај е греф и го нарушува човековото достоинство. Заради тоа што тоа се случува кај животните, ние имаме разум и како што рековте, храната, јадењето е потреба. И токму заради тоа јадењето и храната никогаш не е греф и не осквернува. Но е греф на некој начин ако некој рече дека јас не можам да постам. Јас не можам без сирење, не можам без млеко, не можам без месо, не можам без сладки. Тоа веќе открива една друга димензија во нашиот живот, една состојба на заробеност, кога ние велиме дека не можеме без нешто. Значи, не можеме без храна, не можеме да преживееме без. Иако на човекот, видите, новите истражувања, нашата анатомија покажува дека многу повеќе наликува на анатомијата на тревопасните животни отколку на месојадните. Имаме долг дигестивен тракт, токму како кај тревопасните животни, ги немаме структурата, градбата на нашата вилица на забите, не како кај месојадните наликува, ги немаме оние заби за кинење на месо и немаме канџи, немаме ногти. И тоа од аспект на Светото писмо е сосем оправдано. Тие истражувања заради тоа што јадењето на месо е последица на падот и хронолошки гледано во Светото писмо луѓето добиваат благослов да јадат месо дури после потопот, но и неговите потомци. Инаку исхраната била вегетаријанска, значи во храната немало производи од животинско потекло. Така да, за да преживееме и можеме многу поздраво и подобро да живееме токму со онаа храна која што црквата ни ја благословува во времето на постот. Но ако речеме дека не можеме без нешто, тогаш веќе се открива една патологија, една состојба која што е болна, ние без нешто да не можеме. Не можеме, нели, човек може да преживее со салата и со леп, но тоа открива една состојба на заробеност, дека не можеш без нешто. Имаме ситуација каде што луѓе боледуваат од тешка малигна болест и лекарите им токму таа храна им ја забрануваат, која што не се јаде во постите, и луѓето се пред еден испит да бираат помеѓу животот и смртта и не можат да се одречат од одредена храна. Да речеме од цигарите, од алкохолот, од месо. И тоа е што е ако не е болест. Така да овој период на постот ни нуди можност пред се на оздравување на нашата душа. Тоа се душевни болести, каде што ние стануваме заробеници на храна, на пиење, на јадење, стануваме зависници од нешто што го руши достоинството на човекот. Значи, храната е за човекот, не е човекот за храната. Така да треба да јадеме, не треба да се прејадуваме. И сето тоа што црквата ни го пропишува, ни го нуди како можност, меѓу кои и постот, да го вратиме она наше достоинство кое што сме го имале пред падот на нашите прародители, а сите овие симптоми и болести на нашата душа се само карактеристики на таа наша падната природа, чисто носители сме ние. И целото човештво ја живее таа општа состојба на падот и се пројавува токму и во нашиот однос со храната, во нашиот однос кон пиењето, кон јадењето воопшто. Така да постот е еден период, ни се дава една можност да го надминеме сето тоа и да се излечиме. Пред да продолжам со една друга тема, односно за празниците, би сакала да ве прашам дали имате информации, бидејќи нели сепак вие сте таму во манастирот, колку од младите се почесто постати суштински го сваќаат постот, да не е нели само една како подобро да се изразам, да не се стопираат само од исхраната, туку нели да си наоѓаат духовни отеци, кои што не само за постот, него подоцна да речеме со години заедно да комуницираат и патот да им го покажуваат заедно, да чекорат во животот, така како може да се каже, а колку од повозрастните тие пак само од јадење да се стопираат, а не бараат нели помош и поддршка од духовен отец. А како разликата меѓу младите и повозрастните на оваа тема? Видете, ако мене ме прашате, многу полесно сето тоа може да се реши
така по-грубо да се израза, многу полесно е да се работи со младите луѓе. Заради тоа што секогаш во однос на духовните работи завземаат една позиција на ученици. Кај постарите луѓе, поготово ние што се на возраст на нашите баби, на вакво, многу е потешко заради тоа што се однесува до преданието православно и така натаму, секогаш завземаат позиција на учители. Они најдобро знаат како е, а најчесто тоа се погрешни нешта. Суеверија, обичаи, начинот на кој што се пости и така натаму. Затоа велам секогаш е најисправно да се прашаат духовните оци свештениците отколку бабите. А младиот човек и така се враќа во црквата, од моето лично искуство, како духовник ме прашавте за моето лично искуство, младиот човек го има тој екзистенцијален проблем. Во таа возраст на 23-24 години, како може и некоја година подоцна, зошто живеам, која е смислата, која е поентата на животот. И можем да речем многу повеќе кај денешниот млад човек, заради сето тоа, сите оние, како да кажем, табу теми што се и стереотипи што биле табу во минатото за младиот човек. Младиот човек денес ги живее, ги живува многу брзо и на таа возраст, на 23-24 години, доаѓа во црквата изморен од животот под наводници, од животот кој што го нуди овој свет. Да. Токму тоа се случува и таквиот млад човек кој што е повреден и ранет од гревот и изморен од тој грешен начин на живот кој што ни го наметнува овој свет како кул, како што се изразуваат младите, а од друга страна ја изморува, ја исцрпува, ја цица таа животна сила од душата на младиот човек. И токму тој млад човек, кога ќе дојде во црквата, се соочува со Божјата љубов и со Божјата милост и е апсолутно отворен. И вие ќе се изненадите, во црквата има претежно се млади луѓе кои што најисправно го живеат оној духовен и подвижнички живот со активно учество во сите свети тајни на црквата. Така да младиот човек и така можам да речем дека многу подобро се снаоѓа во црквата од постарите луѓе, заради тоа што секогаш кога доаѓа и бара помош од духовен отец, секогаш, речиси без исклучок, ја завзема таа позиција на ученик, а тоа е клучна позиција во црквата за да напредуваме духовно. Оти токму таа позиција покажува смирение. А знаеме дека нашиот Бог е Бог кој што им се противи на гордите, а на смирените им дава благодат. Оти смирението како добродетел е крајна цел во нашиот христијански живот. На таквиот подвиг и не повикува Христос, ни вели: угледајте се на мене, бидејќи јас сум кроток и смирен по срце. Така да, кај младиот човек некако многу полесно тоа е остварливо, можеби заради тоа што некои навики животни и таа сигурност дека знае се не е толку вкоренета како повозрастните луѓе. Поготово зборувам за оние луѓе кои што се во црквата, нашите баби, тетки и така натаму, и на сите наши значајни настани од животот, како што се свадбите, венчавките, се наметнуваат со некакви обичаи и сака да ги наметнат како исправно црковно предание, а најчесто се погрешни. И во контекст еве на нашава тема Божичниот пост, тука ќе ги напомнам обичаите кои што се поврзани со бадник, со бадниковото дрвце. Нашиот свет владика секоја година ни испраќа послани и пораки дека тоа воопшто не е христијански обичај, не е христијанско предание, поготово не е карактеристично за христијаните на овие простори. Дека е ново, дека е измислено и дека не треба да се практикува. Не треба да се зимат бадникови гранки, да се палат бадникови огнови околу кои што се пие ракија, се печат скари, постот уште не е завршен. На тој начин не се подготвуваме достојно да го пречекаме нашиот воплотен Бог кој што се роди од Пресвета Богородица заради нас и наше спасение.
Во некоја наредна прилика, еве јас им ветувам, а еве можеби во ваше име малку, за Бадник би сакала да позборуваме и за Василица во некоја наредна прилика, исто така еве и за овие суеверија кои што вие ги спомнавте, ќе биде добро во иднина, еве нашите гледачи сигурно сум дека ќе ги интересира што треба, што не треба да направат и за свадби, за крштевки и за се онаа слава која што се прави во домот или па како и тие сакаат да си ја прослават, што е суштинско, меѓутоа во некое друго на наше отворено студио би сакала наредните денови следат многу убави, значајни домашни празници кои што скоро секој трет дом во Струмица и Струмичко го слави, па и нели во пошироко. Што треба да направиме? Што е суштинско во тие прослави? Да нели повторно се повторуваме храната, пијалоците, забавата, како треба правилно да се слават овие празници? Така. Па еве, ќе го земеме за пример нашиот празник тука на градот и на нашата епархија, и светите 15 тивериополски маченици се луѓе што ја евангелизирале, што ја покрстиле Струмица и струмичани и се заштитници на нашата епархија, на нашиот град. И сите ги празнуваме и како наша слава и на епархијата и секој дома како домашна слава. Но како достојно да ги прославим и како сето тоа да биде во духот на православното предание. Повторно, неопходно е, освен што ќе подготвиме јадење и пиење, да не се затвориме само во нашите домови, туку да се подготвиме со пост и со молитва, за да можеме да се причестиме со светите Христови тајни. И така на најреален начин да заедничариме со Бог, но и со светите 15 тивериополски маченици, со сите светители на црквата Христова. Кога ние се причестуваме, освен тоа што се соединуваме и се причестуваме со Бог, се причестуваме со сите свети и еден со друг. Значи, на таинствен начин стануваме едно, соединети во телото Христово, кое што е црквата. Се подготвуваме повторно со пост, со исповед, со покаяние, со активен подвижнички живот, со секојдневна борба со гревот, со исполнувањето на Божите заповеди, со покаяние, со тоа што ќе се трудиме да бидеме подобри луѓе, со тоа што и кога ќе сгрешиме, веднаш ќе станеме, ако некого повредиме, ќе побараме прошки, ќе се извиниме. И кога ќе подготвиме храна за тие наши празници и слави дома, не смееме да ги заборавиме сиромашните. Ако на нешто не научиле нас струмичани, светите 15 тивериополски маченици, тоа е дека не научиле на Евангелијата, а главните постулати на Евангелијата се тоа. И Христос го бараме и самиот Бог се поистоветува пред се со тие категории на луѓе кои што страдаат во овој свет. На тој начин достојно ќе ги прославиме празниците и нашиот живот треба да наликува на животот на светителите кои што ги празнуваме. Значи, рековме за пример ќе ги земеме светите 15, тоа се луѓе кои што во време на прогонот на христијаните не направиле никаков компромис со овој свет. И кога им биле нудени сите богатства од моќниците на овој свет, од тогашните императори да се откажат од Христос и да принесат жртва на идолите, не правиле никаков компромис, ниту со гревот, ниту со конформизмот на овој свет, туку одбрале да пострадат за Христос, да умрат привремено за да живеат вечно. И тоа е единствената причина зашто ние ги празнуваме. И ако сакаме со нив да се поистоветиме, а ги славиме заради тоа што сакаме да ги подражаваме, да се огледаме на нив, тоа е единствениот начин. Да му објавиме апсолутна војна на гревот и на ѓаволот, да не се поистоветуваме со овој паднат свет, пред се со гревот кој што ни го нуди како начин на живот и со конформизмот, туку да се поистоветиме со Евангелијата. Ако на нешто не научиле светите 15 Христови маченици, е тоа како да се умира за гревот и за овој свет, а како да се живее за Христос и за Царството Божие. И токму заради тоа ги празнуваме и на нив им се молиме, со нивните молитви да не укрепат и да не научат, како и ние да се огледаме на нив и како и ние да достигнеме до на Царство Божие, до највечен живот во кој што тие се учесници каде што живеат и непрестано се молат за нас, но нашиот живот мора да биде подвиг, мора да биде непрестано поддржавање на нив и на нивниот подвиг. Само така ќе бидеме достојни струмичани и достојни чеда на светите 15 тивериополски
свештеномаченици, а воедно и на сите светители на црквата. Тука е, нели, Свети Никола, тука е Свети Спиридон, сите тие празници што ги спомнавте. Што следуваат. Што ни предстои, да. Знаеме домаќините, еве сите оние кои што имаме славија, повеќето од нас имаат, нели се слави, се прави гозба голема, посна, најчесто нели овој период кога се става и риба, и посно гравче, се она кое што следува или кое што домаќинките си го подготвуваат, меѓутоа на лепче кое што се носи во црквата, дали е добро секој кој што има слава домашна да го подготвува со една свеќа наутро, нели, кога има литургија, миса, да се оди, што тоа значи за семејството, за домаќинството кое што си го зел тој светец за слава? Видете, панагијата која што се носи во црква е убаво и на тој начин го повикуваме свештеникот во секој еден дом. Еве сите струмичани слават Свети 15, да речеме, или некоја слава, Свети Никола е доста често слава и сега свештеникот не може во секој дом да дојде, да ја благослови таа празнична трпеза. На тој начин, преку тој благословен леп, се благословува целата трпеза и сето она што сме го подготвиле да се разбереме не само за нас, туку добар дел од тоа да дадеме и на сиромашните и на оние што немаат. На тој начин го имаме благословот на црквата во секој наш дом. Но она што е важно е не само да го замесиме и да го подготвиме тој леп, туку и самите да се подготвиме да се причестиме со лебот на животот, да се причестиме со светите Христови тајни и да отидеме на почетокот од светата литургија, значи уште на утрената или на вечерната, каде што е најисправно да се благослови тој празничен леп. Значи никако после литургија. Иако тоа е пракса и тоа се случува, но владиката често ни повторува нам на свештениците, а ние сме должни вам да ви го кажеме дека тој празничен леп е важно да се однесе на вечерната служба која што е посветена на празникот и на светителот што го празнуваме, или на утрената служба непосредно пред самата литургија да се благослови. Заради тоа што на светата литургија се принесува леп, а лебот на животот, значи воплотеното Слово Божие, Логосот Божи кој што се жртвува за нас и се принесува за нас и наше спасение на секоја света литургија, и ние се причестуваме со тој леп. Затоа апсурдно и безсмислено е било каков леп да принесуваме и да благословуваме после тој леп. Така да тоа е обичен благословен леп, на тој начин се благословува нашата празнична трпеза и повторувам уште еднаш, верувам дека сите гледачите ќе запамтат да се однесе на вечерна служба или пред светата литургија да се благослови. И како е убаво, е благословено да се подели за благослов дома, но нема никакво значење ако самите не се подготвиме, не отидеме на светата литургија и не се причестиме со светите Христови тајни. Ако сето тоа го оствариме, единствено тогаш тој празничен леп има смисла, има значење да го однесеме благословен дома и дома да празнуваме, да го поделиме како благослов. И да се подели со сиромашните. Секако. Останува да ви се заблагодарам за денешното гостување, отец Јаков. Ви благодарам многу. Еве, јас сум презадоволна од оно кој што може да го слушнам од вас. Сигурно сум дека и нашите гледачи внимателно не слуша. И еве, овде пред нашите гледачи им ветвам дека во некоја наредна прилика за Бадник, значењето на кршењето на паричката за Василица или пак за Бадник, како овде струмичани што го прават, и пред се за суеверијата кои што и те како ги има оде во Струмица и Струмичко е во нашите баби, како останало традицијата. Меѓутоа, во некоја наредна прилика за ова ваше денешно гостување за Божикните пости ви благодарам. И благодарам и вам на поканата и секој Божи благослов ви го пренесувам и поздравот од нашиот свет владика и до вас и до гледачите, и секогаш повторувам дека јас сум тука во негово име и наместо него го представувам, така да нема да кажам пријатно, туку еве благословот Божи, благословот на нашиот свет владика ви го пренесувам и ви го давам, и се надевам дека сето ова што го кажав, дека ќе вроди со плод и дека ќе се потрудиме да бидеме добри христијани, да бидеме Христови и не да достигнеме до него, туку едноставно само да ја отвориме вратата од нашиот живот, и бидејќи тој што секогаш доаѓа, не сме тие што доаѓаме кај него. Амин, и ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.
Почитувани мои, посебно сите оние кои што еве планирате и сакате да постите, избегнете ги лошите мисли, зборови и дела. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел и што го следевте Отвореното студио.